општеството, и во музиката, и во културата, и во се што е направено од човекот, без разлика дали е креативно, дали е пишување, дали е видео, се што онако гледаме во современиот свет, и од апликации, и од вештачка интелигенција, и од ресторани, и од молови, се е направено од две сили. Или е направено за човекот да му помогне да го види, да ја види благосостојбата, да ја почувствува убавината на хармонијата на природата, или е направено се заради пари, како што тоа најчесто е, и автоматски е отклонето од божественото, од чистото, од едноставното. Сето тоа ни дава увид да внимаваме што одбираме, бидејќи секој наш избор може скапо да не чини. Како духовно, така финансиски, така и енергетски. Да зборам во аспект на тоа да бидеме изгорени. Значи, ако слушаме музика која што не е добра, која што доаѓа од музичари кои што му се наклониле на злото, кои што се оддалечени од Бога, кои што даваат темна сила, површност, голотија, каде што се буквално се алудира на тој сатанизам, каде што се вбризгуваат преку културата, преку текстот и музиката тие нагонски вредности на минливост и површност и на пари, и на алкохол, и на дрога, и на се она што е напорно за уво и за гледање, сето тоа носи вибрација која што нас треба да ни даде увид дека ова тука не чини, ова не е добро, бидејќи ако јас го восприемам, автоматски ме тера кон тоа црно духовно поле. Еве, овој вовет нека биде еден патоказ за целото ова видео, кое што сега мало се ќе продлабочиме некои подлабоки страни на целата оваа приказна, бидејќи самиот тој увид помеѓу поделбата, помеѓу доброто и злото, ќе ни даде увид ние да внимаваме во секојдневието. Бидејќи ако не внимаваме, тоа се последиците, ние сме принудени да се оддалечиме од Бога и автоматски да страдаме. Затоа има толку страдање во овој свет. Значи, или ќе бидеме свесни и ќе одбираме правилни вредности, или ќе внимаваме и дури на социјалните мрежи, тоа што читаме, што гледаме и што пишуваме, бидејќи сето тоа исто така не влече во тие две полиња. Или ќе одбереме како и до сега, ако сме живееле така, да живееме несвесно, оддалечени, изгубени, претопени во овој вртлок и бубањ на општествен начин на живење во кој што толпата влегла толку длабоко во корените на овој живот, дека тоа е врвот на животот и дека нема излез од него. И ќе си живееме во страдање до крајот на нашиот живот, истовремено ќе бидеме сведоци на страдањето на нашите деца, бидејќи тие ќе го живеат овој свет кој што ние го дозволуваме денеска. Тие се идните генерации, не можеме да очекуваме дека веќе создаден свет, како што нашите родители создале веќе еден свет и ние само го продолживме, не можеме да очекуваме дека иднава генерација ќе направи некој прелом.